Почитувани гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот, 10-та емисија. 10-ти пат се гледаме. Подкаст Радар. Да речам за Радар за подкаст во Пелини, тоа и не е така лоша бројка. Се надевам, ке има и 20, и 30, и 50, и 100, и така натаму. Но да не должам. Вечерва мојот гостин за прв пат ке го представам за почеток само со име и презиме. Вечерва добро дојде за Владко Ѓорчев. Здрав, Владче. Добро вечер, поздрав до вас и вашите гледачи. Благодарам за поканата, се надевам ке имаме убава емисија. И јас се надевам. И еве ќе ти кажам, Владче, зашто само со Владко Ѓорчев. Затоа што, кога се припремам за емисијата, како да те представам, кој веќе цела Македонија и поширо го тебе знаат многу добро, ајде ga прематив лентата моја мемориска 30 години наназад. Па 20, па 10 наваму и вака одлучив. Трослојно да те представам. За мене најбитното. Добар сопруг. Гор татко. Среќен семеен човек. 4 деца. Биолошки ме стигаш, ја имам 5 деца, ама ти си млад, можеш уште да тераш. Тоа е твоето најголемо богатство. Според мене, се надевам и сум сигурен, и според тебе. Второ ниво. До година мислам правиш 30 години политика. Учество во политика или грешам? 96-та си примат во ВМРО? Па, отприлика. Тука не. 30 години политичка кариера, 30 години млад лидер, без криминогени и коруптивни опашки. Извини, во Македонија тоа е за поздрав. И тоа треба пример да биде. Мислам, без лажна скромност, проверував, најголем криминал ти е, што откриваше криминал, одеше пред куките на луѓето и кажуваше кој како се збогатил противправно, против сите законски норми и така натаму, се надевам тие пријави ти поминаа така. Нема што да ти да најдат кај тебе. Трето ниво од мојата струка, бидејќи сум едукатор, тренинг и обучуваш на млади лидери, млад лидер, подвижен, динамичен, енергичен, иницијативен, мобилен и млад лидер, ретор и говорник. Не сум ја човек на социјалните мрежи, но проверив малку тамо по тоа мреживе. Само за овие избори, броев до 30 општини дека се бил присутен, а над 100 села. Ке тргниме сепак од првото ниво. Владче, како бе успеа за толку малку години да направиш вака ти велиш? Дома ми е Дизниленд. Дома е мојата весела дружина и моите штрумфови. Бидејќи сакам да пратиме, а главната тема ќе ни биде демографија. Порак. Ја вечера малку ќе зборувам, ти ќе зборуваш, само во уведот отклонувам. Те молам да кажеш за твоите 47, 8 или колку се години. Како успеа такво богатство семејно да стекнеш, во деца изразено и во сопруга, да создадеш семејство во период кога имаме разградување на семејните вредности, кога имаме одливање на сива материја, младите ни бегаат. Те молам да го кажеш твојот случај. Ти оставам време колку сакаш, Владче. Повели. Прво, фала многу за поканата, фала многу за војотот. Одличен, ми се допаѓа. Big like. Толку можем. Не, малци ова ми беше една временска машина, едно патување, вака ме подсетивте на некои работи, вака што ми се малце во задниот дел од мозоков, така, затоа што фронталниот кортекс го користиме на секојдневието, а некои работи така малце што се во меморијата се попозади, но убаво е човек малце да закопа и да го сврти филмот наназад. Многу години, многу децении веќе се собра. Рецептот. Желба, срце, волја, оптимизам, неоткажување, љубов. Го чекам. Да, љубов, да, апсолутно. Нема ништо без љубов. Тоа е оној драйв кој што
не би рекол, не е така кој што го имаш или го немаш. Сите го имаме, но кој што треба да го нагласиш во себе. Значи, сите во себе имаме неограничено волја, енергија, желба, само треба да најдеме. Значи, не е секојаш лесно. Секој од нас, кога ќе отидеш пред да легнеш малце, како да кажам, ќе гледаш во таванот, во плафонот и ќе кажеш, не е лесно. И онак имаш 2-3 длабоки воздишки сам со себе, ама нема откажување, нема предавање и благословот после тоа е голем. Значи, ја рековте, да, децата се моје наследство, тоа е она што ќе остане позади нас, затоа што еден ден сите овие гужви ќе поминат, трчања, едно, друго и се останато, дневна политика, дневни настани, но кога ќе гледаме како ќе подлечеме линија што ќе оставим позади нас, тоа ќе бидат децата и внуците, тоа ќе бидат делата. Значи, може човек да има различен вид на творештво, нели? Сето тоа е она што ќе биде наш глас во вечноста, но уште еднаш, ако јас, дај Боже, не знам, успеам да имам 10, 12, 15 внуци, тоа мене ќе направи неизмерно среќен. Значи, ќе бидам среќен и со 2, 3, 5 внуци, се едно, нели? Но ако може, не знам, за некоја слава, за некој Божик или Великден или Бадник, мојава маса биде 10 метра, тогаш вредело да се живее. И 12 и 15 метра ти посакувам. За сега бројката е на 2, вклучиња 12 години и 5 години, ама има уште време за... Да, ама не е само внуци, тоа е и деца, тоа е и снаи, и зетовци, нивни деца, значи, како да кажам, тоа е вака едно семејно стебло или едно дрво на животот кое што треба да расцвете. И вака има една, видете, сутри има една работа што има една димензија. Сите ние сме на овој свет благодарение на нашите мајки и татковци, благодарение на нашите баби и дедовци, благодарение на нашите прабаби и прадедовци и сите тие генерации пред тоа. Значи, ако видиме само наназад, отприлика 10 генерации, тие 10 генерации значат, значи тоа е 250-300 години, тоа значи дека сите ние имаме, не ме држите да збор, значи тоа е геометриска прогресија, некаде повеќе од 1000 предци, само последниве 200 и нешто години, 250, што не е премногу, делува дека е премногу, но деновите поминуваат полека, а годините поминуваат многу, многу брзо. Ја го чувствувам. Да, не, ама кога ќе речеш нешто случило пред 20 години, мислиш на 80 години. Не, 20 години 2005. 2005 како да била пред 2 месеци буквално. Буквално 2005, како вчера да беше. Значи, сакам да кажам дека сите тие наши предци, прабаби, прадедовци, имале свој надеж, имале свој воздишки, имале свој молитви, имале свои тешкоти. Одвојувале од уста, буквално да кренат следната генерација. И едноставно, нивните надежи, нивната волја, нивната љубов била за нас. И ние сега, сето тоа што ни е дадено, од нашите предци, од нашите мајки, татковци или баби и дедовци, ние треба го вратиме. Така што таа е една долга нишка на животот и љубовта ние треба да ја продолжиме. Браво. Вака сега, на првото ниво застанувам, второто и третото ги оставам за подолу во емисијата и ја лепам првата и главна тема на нашата емисија, радар. Да. А може би нешто и под радар. Ти моментално, колку знам, си национален координатор за демографија, за млади и за човечки ресурси. Да. Те молам да ми кажеш, а мислам правата личност си, даваш пример со 4 деца, да ми кажеш. Јас сум единица и од секој пат знаев дека ќе има многу деца. Да ми кажеш, како го прими тоа, дали си подготвен да дадеш твој допринос во разработка на темата и кои се првите размислувања, веќе за година дена не се постигнува успех. Ја вака реков. После 4 години ќе ги мерам резултатите на оваа влада на 3 пункта. Национална стратегија дали ќе донесе или ќе даде рамки во првите 4 години,
Ке ти изненадам стратегија за развој на земјоделието, ја тврдам дека ние со земјоделието можеме да живееме, и демографска стратегија. Гледам најнапред сме отишли во оваа област демографијата, нешто се кажува дека се има некоја стратегија. Ајде те молам да не зборам ја неинформиран, да ги информираме нашите гледачи во оваа област. Каква ни е состојбата? На пример, ја за прв пат сум без тефтери, иако и ја не читам многу, ама едни бројки само ќе кажам, нив морам да ги погледнам ради точноста. Вели 1994 година сме имале 31.421 роденче, одма одиме 2024 година 16.061. И статистика и ти ги даваш овие работи. Те молам на триаголникот, а едно те исто, печалба, гурбет, екзодус, да ни кажеш кој е лекот. Порано било печалба, гурбет, да спечелат, да донесат, донеле, семејства нови направиле, а сега не ни се враќаат. Те молам, кажи нешто повеќе за оно што го работиш во моментот. Каде да почнам? Ти давам слободно од кај знам. Не, ова беше реторичко прашање, каде да почнам. Огромна е темата. Ова не е река, не е море, ова е океан. Оваа тема е буквално океан или цела вселена. За Македонија е најбитна. Апсолутно мислам дека за Македонија е најбитна, затоа што ние можеме се да направиме. Можеме да направиме патишта, автопатишта, тротоари, улици, фабрики, погони, се останато се е џабе ако нема луѓе. А нас масовно ни снемува луѓе. Чисто една бројка вака да кажем, 1950 година. Непоследно, после Втората светска војна. Војна во која што имаше 24.000 загинати. Толку скапо плативме слободата. Значи, отприлика, Втората светска војна во Македонија трае, грубо кажано, повеќе, но 1000 денови, да симплифицираме, 24.000 загинати. Значи, Македонија во тек на 3 години, секој ден имала 24 погреби. Замислете како е тоа. Секој ден во тек на 3 години, 24 погреби секој ден. Сега, од таа ситуација кога сме излегле, со тој огромен број на жртви, тој голем потфат кој што го направиле нашите партизански одреди со илинденски имиња, инспирирани од илинденците, таа Македонија со тие разрушувања, со тие економски услови кои што сме ги имали 1950 година, родила 50.000 бебиња. Значи, 1950 година имаме 50.000 родени деца. Колку за споредба, сега имаме 16.500. И тогаш тие 50.000 родени бебиња ги родиле некаде 1,3-1,4 милиони жители. А сега со 1,8 милиони жители, имаме 16.000 бебиња. 1950, дали мало подобри услови? Положи од денешниве. Колку коли, колку автомобили имало 1950 година, колку фрижидери имало, колку имало мобилни телефони, лаптопи, ајпади и така натаму, колку супермаркети имало. И сите оние работи кои што денес ги имаме на дневна основа. Значи, ја не сакам да кажам дека денес супер се живее, дека е лесно се, не далеко од тоа. Значи, во Македонија не е лесно да се живее, огромен број на семејства еде врзуваат крај со крај. Но генерално, ако гледаме долгата траекторија на човечко живење, тоа ќе дојдеме до тоа дека во човековата историја никогаш подобро не се живеело. Никогаш немало поголемо изобилие. Значи, а се нешто кукаме или некој друг кука? Значи, тоа е едната димензија. Значи, ако гледаме историски, има една, нели реченица, вика, ако гледаш вести, мислиш дека никогаш не било полошо, затоа што вестите са тоа. Паднал авион некаде, некој загинал, некој починал, војна, некој слично, но не се бележат на вести милиони и милиони убави настани кои што се случуваат секој ден. Значи, ако гледаме вести, вели, никогаш не било полошо, ако гледаме историја, никогаш не било подобро. Тоа е една димензија. Второ, ако ги погледнеме денес најбогатите држави на светот, ама убедливо најбогатите, ќе видиме дека речиси без исклучок, тие имаат полош наталитет и фертилитет од Македонија.
Например, ако ја погледнеме Наталитет го знаат, да објасниме за гледачите, да. фертилитет, мада едно ти број на родени деца. Тука негде. Да, наталитет, да, фертилитет е број на родени деца така, по жена, наталитет тоа е број на родени бебиња на 1000 жители. Значи, но во тесна корелација се. Ако погледнеме, например, во Европа, најнизок наталитет или фертилитет има во најбогатите земји. Швајцарија, баш гледав завчера, падна на 1,26. Значи, БДП по жител $112,000 годишно. Месечна просечна плата, не знам конверзијата со швајцарски франци, 7.300 евра месечно. Значително понизок фертилитет од Македонија. Чист воздух, не знам, екоавтобуси, функционални железници, добар систем, добар здравствен систем. Значи, сите оние работи кои што нам не достигаат, тие ги имаат. Што и балтичките земји не стојат добро. Апсолутно, балтичките земји не само што не стојат добро, многу лошо. Например, ако гледаме Литванија 90-та година имаше 3,7 милиони жители, сега Литванија има 2,8 милиони жители. Латвија 2,4 милиони жители 90-та година, сега 1,8 милиони жители. Минатава година има 14,000 родени бебиња. Латвија сега првите 8 или 9 месеци има минус 12% од најлошата мината демографска година. Значи Латвија, например, 85-6 година има 43,000 родени бебиња, сега, како што реков, паднато е на 14,000. Полска, супер успешна, супер добра, оваа година падна на фертилитет 1,05. Просекот е 2,1, ако не се лажам. Да, не просекот е биолошкиот минимум за одржување за проста репродукција, треба минимум да биде 2,1. Значи тоа е минимум за одржување на население. Од тој минимум Полска има пола. Супер успешни, мала невработеност. Например, оне 2017 година Полска воведе еден програм, беше наречен 500 злоти, сега го качија на 800 злоти, тоа се озбилни пари некој кај нив. Резултатот е од тоа што 2017 има 402,000 родени бебиња, минатава година 250,000 родени бебиња. Сега на се намалува? Драстично се намалува. Полска дневно губи 450 луѓе, дневно, родени минус умрени. Да, значи тоа е како 4 авиони. Значи понатаму Италија, например, Италија исто тука е некаде фертилитет 1,1, 1,2, Германија е на сличен фертилитет и цела дузина земји. Во Азија, ова само сакав да го кажам, Азија најнизок фертилитет во Азија и на светот има Јужна Кореја. Јужна Кореја има 0,7 и Јужна Кореја значи супер богата. Јужна Кореја од 2006 до 2021 година потроши на демографија и демографски мерки 270 милиарди долари. 270 милиарди долари потроши Јужна Кореја. Сума за нас астрономска, значи стратосфера. Да. И резултатот е најнизок фертилитет на свет, супер богати и успешни. Там имаат корпорации, имаат Samsung, имаат Kia автомобили, овие нема што немаат. Hyundai автомобили. Пред 20 на 30 години. Во самата Јужна Кореја, што има најнизок фертилитет на свет, 0,7, најнизок фертилитет внатре во самата земја има сел, кој што е најбогат во целата земја. Во самиот сел најнизок фертилитет има Гангам, општината или како се вика тоа, населбата кај нив. Што е Гангам, нели она имаше пред 10 години една песна Опа Гангам Стайл, што имаше 2-3 милиарди гледања на YouTube. Па кај нив Гангам е шминкерско, како да кажам, мало. Да, значи таму имаат, не знам, убави одела, убави автомобили, фенси станови и се останато, е во самиот сел кој што има најмал фертилитет во самата Кореја, што има најмал на светот, има едно од најбогатите мала. Што правиме со стимулативните мерки? Оваа ситуација во Македонија е да се подобри. Овие 7-8 години што ги изгубивме со минатата власт, морам да адресирам, инаку за вечера не планирав политика ништо. Демографија е друго. Имаш демографски политики, ама демографија е спасување на една држава, на еден народ. Развојна политика давање. Те молам, кажи ми, планираме ли нешто за младите брачни двојки? Планираме ли нешто
било каква од психолошка, социјална, економска помош за младите мајки, за самохраните мајки, за било кој во оваа област, во целина гледано, стимулирање на станови за млади ваши млади, побрзо вработување, подобар стандард или било што, да ги натераме младите да сванат дека без семејни вредности нема развој на нацијата, нема развој на државата, нема развој на општеството. Значи вака, ја ова што го зборував за Јужна Кореја се однесуваше на Македонија. Ајде. Ке довршам, значи се тоа што ќе го кажам се однесува на Македонија. Јапонија супер богата, супер развиена, добар систем, возовите доаѓаат у секунда на време. Јапонија дневно има 1900 родени и 4300 умрени. Јапонија дневно губи 2400 луѓе. Тој како 24 авиони да паднат секој ден. Што ги цена многу јапонците? Страшно. Страшно. Значи, Јапонија имаше пред 10 години 1 милион родени бебиња, минатава година има 650-700 илјади. Значи, демографска рецесија од 30%. И сите овие работи кои што вие кажете, подршка на млади брачни парови, двојки, градинки, се е спроведено таму. Резултат 0. Општа појава некоја. Понатаму, и јапонците само последниве неколку години уште почна они со Абе додека им беше, а после тоа и Коизуми, кој што беше премиер, сега нова премиерка ќе работи на тоа, потроши 35 милиарди долари. Германија до 2013 година потроши повеќе од 200 милиарди евра. Германија дневно губи околу 1000 луѓе. Германија има околу 650.000 родени и околу 1 милион умрени. Има големо доселување, има многу добри социјални програми. Финска ги има сите овие работи кои што ги набројавте, сите можни социјални мерки, давање и така натаму. Има фертилитет помало од Македонија, некаде 1,3, 1,4. И историски, откако има статистика, имаат Завод за статистика некаде од 1860, имаат сега најмал фертилитет во историјата. Велика Британија најмал фертилитет во моментов 1,46. Канада, сите овие работи кои што ги кажавте ги има спроведено. Канада има фертилитет 1,1. Значи Канада сега има 40 милиони жители, има исто родено бебиња како што имала кој имала 13 милиони жители. Значи уште еднаш вака да го подлечам ова, Канада со 13 милиони жители, 370.000 родени бебиња, зборуваме за 50-тите и 60-тите години, Канада со 40 милиони жители, со еден куп социјални програми, со високи плати, имаат исто родени бебиња, 370.000. 2001 година кога бев во Канада беше Country of Opportunity. Директорот на аеродромот во Торонто, тогаш беше аеродром со најголема експанзија со оној од Сингапур, ни кажуваше дека се развива во секој план. 2019 бев последен пат во Канада, ми кажа дека Канада е веќе земја со проблеми, корупција, криминал и некои други работи, значи болеста од доселување, ова болеста е под наводници, ама криминални доселувања, азијати и африканероси ги снашло и нив, а во споредба со САД беа многу чисто општество и држава. Не би одел во тој дел, ја на друга тема би се префрлил, значи нема врска тоа, мислам дека не е во корелација некој од овие работи кои што ги кажавте, но сакам да кажам дека Канада важи за социјална држава, важи за земја која што дава големи можности, која што има убави социјални политики, помош околу домувањето, голем број на градинки, така натаму, трудничко боледување и слично, има околу 30% помал фертилитет од Македонија. Сингапур го спомнавте пред малку. Сингапур е исто така едно од најбогатите азиски земји. Сингапур има фертилитет 0,9 до 1. Сингапур има $90,000 БДП по глава на жител. Невработеност е некаде околу 3%. Супер богати. И они се обидуваат да прават демографски политики уште 60 години. Значи 60 години назад пробуваат да направат. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ова е една од најтешките теми во современиот свет и во современото живење. Например,
за да расте БДП 2, 3 или 4%, треба да има домашни инвестиции, странски инвестиции, добра инфраструктура, добра демографија, ниски даноци, економски зони и сето останато, и тогаш БДП расте 2 или 3%. За да си има добра демографија, треба да има 20, 30, 40 работи. Многу од нив на површината не се демографски, но де факто се демографски. Но уште еднаш ке речем, работиме на темата, направивме неколку работи, но една работа е незаменлива. Тоа е личната одлука на поединец. Значи, ние можеме да донесеме 100 стратегии, можеме да спроведеме 100 мерки, и овие мерки ги има направено и Финска, ги има направено и Италија, ги има направено на Грција, на Балканов сите земји ги имаат направено. Без исклучок, резултатите се прилично лоши, а многу скапи. Еден куп азијски земји. Значи, она што паралелно тоа што ќе го прави владата, тоа е желбата за едноставно треба да им објасниме на нашите млади дека убаво е да си има деца. Да. Дека добро е да се биде татко, дека добро е да се биде мајка, дека никогаш животот не бил дека животот никогаш не бил лесен, дека идеални услови никогаш нема. Да. Но дека животот не може да чека. Баба и дедовци што ги спомна немаа никакви услови. Така. Ама мене ме воспитуваше баба која родила 8 деца, 2 починале, 5 керки и син. Мојот војко и моите тетки и мојата мајка. Па зошто не се обидиме, сега у презент тајм те враќам, зошто не се обидиме од најмали нози, рани години, од градинката, па основното училиште, семени вредности на нашите деца да им наметнеме, а не некоја западна култура или субкултура да им кажува индивидуализмот е врв на све и не им кажеме дека семејството е основната клетка која развива општество и држава. Се работи на оваа тема малку да ни објасниш некој работа. Се работи за постмодерна култура, значи затоа што ако ги видиме источните земји се прилично вакаво демографски проблеми. Значи исто и тие се историски минимуми. Значи да, социализмот, комунизмот пропадна. Некои од нив и се збогатија многу, но многу им падна наталитетот. Значи така што глобален е феноменот и е постмодерен. Таа е една атомизација на луѓето, отуѓеност на луѓето. Не треба да дозволиме улицата да ги воспитува нашите деца. Тоа го чекав да го чујам. И не треба да дозволиме алгоритмите и големите компании, YouTube да не ги воспитува нашите деца. Значи, ние сме тие кои што треба да ги воспитаме нашите деца. Ние сме тие кои што треба да им ги всадиме вредностите. Ние треба меѓу нашите другари кога зборуваме да кажеме ајде што правиме кога беше од моите другари ја бев прв кој што се ожени. Абе рано знаеш дали сигурен и така на 30 години имав ја таш. Реков момци, тоа е тоа сега. Океј сме биле сите и кафичи, и диско, и едно друго. Доста беше. Значи да и секој тоа треба да го одлучи за себе. Значи, се е лична одлука, се е прашање на приватност, нема да се мешаме, нема едноставно на било кој да му трљаме нос, вака треба да направиш онака. Секој ги носи одлуките за себе. Но ако имаме ситуација во која што нашите училишта се празнат, ако имаме ситуација во која што не снемува луѓе, не снемува паралелки, снемува работна сила, снемува луѓе, тогаш тоа е проблем со кој што треба да се соочим. Сега некој ќе рече да, иселувањето, заминувањето, апсолутно, да, тоа е нешто за кое што и тоа како не и тоа како не засега, но од Македонија има иселување 200 години наназад. Така е. Половина наши песни, лектири, книги и така натаму се печалбарски за гурбет, за заминување. Но како што вие рековте, кога имало 8 деца или 7 деца или 5 или 7 и 2 или 3 да заминат, пак 2 или 3 ќе останат. Сега ние сме во ситуација каде што во современите општества некаде зависи од земја до земја варира статистиката, но во современите општества има ситуација каде што околу 1/3, значи 30-35% од младите, кои што не се баш ни толку млади, на 40-45 години, се млади, ама немаат 17 години или 19, не се ниту во брак,
ниту имаат деца. Уште еднаш ќе речам, тоа е личен избор, не се мешаме на било кој, но тоа е еден феномен со кој што современата наука треба да се занимава и се занимава. Имаме како последица и една психологија, и социологија, и антропологија. Има еден нов феномен кој што допрва се изражува, тоа се нарекува епидемија на осаменост. Значи, тоа е атомизирање на луѓето, намалена интеракција, социјални медиуми со антисоцијални ефекти и се останато. Значи, понатаму имаме ситуација каде што од тие кои што имаат деца, околу 40-45% до една половина имаат едно дете. Тоа е нивни личен избор, апсолутно. Но тоа е сепак едно и тие деца немаат брат или сестра. Тоа е лична одлука, кај што на никој не се мешаме, но како бројка едноставно и тоа влегува во статистиката. Друга половина имаме во ред, кои што имаат две деца, тоа е сосем во ред, но во делот на многу детни семејства, тоа е многу ретка појава сега. Например, ако ги видиме нашиве баби и дедо, секој мене дедо ми, тие беа 10 деца. Браво. 5 машки, 5 женски. Дедо ми е роден 1916 година. Баба ми е најмало 15 дете, роден 1918 година. Ти ја наставуваш традицијата. Сега, помислат, татко ми имаше 41 братучеди, втори над 100, а трети не се знае. Мене ми се случувало да идам по избори, по истошно ме каде, Владко, ние сме братучеди, по ова, баба, по овој да увај ситуација. Вчера во Верес мене ми се случи тоа. И ова сакав да го кажам, да помислиме за момент. Каква е Македонија 1916 година? Кај е роден дедо ми? Таа Македонија е земја на фронт. Не, значи што туку поделена. Прва Балканска војна, Илинденска епопеја со страшни последици. Тешки лузни. 1903, 1912. Прва Балканска, 1913, Втора Балканска војна. 1914 почнува Прва светска војна со 20 милиони загинати. Значи не 100.000, не со 2.000, не 5.000, не 100.000, 20 милиони загинати. Има 3 фронта. Има Источен фронт, има Западен фронт и има Јужен фронт. Јужниот фронт е Балкански фронт. Тоа е природната Македонија. Балканскиот фронт е во срцето на Македонија. Балканскиот фронт де факто е Македонски фронт. Битола разрушена, Дојран разрушен, Галичник опустошен и така, Гевгелија разрушена. Значи, тука и Солун спомнал, Солунскиот фронт. Сега понатаму имаме слободно, не сум политичар. Имаме страшни демографски загуби. Значи, невидена сиромаштија, трауми, мобилизации, така натаму. Три војски. Во таа 1916 година се раѓа дедо ми. Едно од 10 деца. Во таа 1918 година се раѓа баба ми. 15. Сега, тие имале услови, а ние денес немаме услови. Значи, не велам дека идеално уште еднаш. Не е лесно, се ми е јасно, значи, но сакам да ја кажам оваа теза затоа што гледам да балансирам помеѓу две работи. Едно, дека не е лесно во Македонија, не сакам да кажам дека Македонија е Скандинавија, Германија или дека сме ние Бенелукс. Не сме. Таму има поголеми плати, има подобри системи, има повеќе автопатишта, има поголема компјутеризација и сето останато. Но истовремено не сакам да влезам во некое ламентирање, некоја депресија во која што ние ќе бидеме во нокаут. Тоа најмалку ни треба. И ќе кренеме раце од самите себе. Никако не смееме да кренеме раце од себе. Значи не е лесно, но нема откажување. Ај вака. Многу добро го фокусираше на момент проблемот, кој рече осаменост, изолираност и модерните средства. А гледам целиот проблем на многу демократска широка основа го постава, што ми се бендисува, значи нема ни кукање, нема ни откажување, ама состојбата е реална, таква е. Се ја важам за некој демократ во семејството, ама да ти кажам што поставив пред 6 години, едно правило, и тука ќе те наведа малку на воспитанието домашно прво, а после во образованието, дека малку каскаме. Пред 6 години воспоставив една под наводници диктаторска мерка на Бадник, на сите државни и верски празници не смее моје внуче и моје дете на маса да има телефон. Мобилен. Прифатија сите. Па седнуваме
Телефоните мобилни. Викам, дечки, од сега, бидејќи сум највозрасен, ми починаа родителите, дедо, баба, све. Сега сте патер фамилија. Тоа ми слитис, никој не ме слуша. Стариот. Мариот внук ми вика Старчо и Белчо. Белите коси. Уживам во тоа, уживам. Дечки, ке сватите оваа традиција, јас треба да ја продолжам, после на Георги да му предадам на стариот син, нема технологија на мојата маса. Великден не ми доаѓаше, Великден и Бадник беше. Ме послушаа, да ти кажам. Зошто кажувам овој пример? Реков диктаторска мерка. Чекај бре луѓе, аме тие телефони, тие лаптопи, ни ги децата од ЗДОА. Дома се, прости ми Владче, а не се дома. Прочитав најдов дека многу добро со твојата сопруга балансирате во дојдел, прекрасни 4 деца имаш, да се живи и здрави и не дозволувате прекумерна зависност од електронските средства. Па тоа е таа воспитна компонента што треба да ја зајакниме прво ние во семејството, како родители и дедовци или баби, а потоа општеството само да ја доразвие и да ја дигне на повисоко ниво, бринзгувајќи ги семејните вредности. На братче, на сестричка. Пази, бев многу жголево дете. Единец сум јас. Кога ме ранеа дома, од малото ги викаа 5-6 деца за да јадам. Ја таа атмосфера никад не ја заборавив. Се потрудив во мои средни и стари години да ја направам по природен пат во моето семејство. Ајде те молам, како родител кој веќе 15 години, колку знам си во брак и воспитуваш деца, да ми кажеш, не треба ли ние малку и на општествено високо ниво да го подигнеме, да подигнеме компонентата воспитување нашите деца и внуци во смисла на семејните вредности, а да бидам искрен, Владче, сепак припаѓаш на една партија која е конзервативна, а сега би рекол народна, се знае кој е на правото место. Вредноста семејство. Те молам на овој план нешто поконкретно да ни кажеш. Епа тешко е, знам, тешко е. 4 сата, како може да одговорам. Само ти зборувај, не секаде. Се е така. Знаете како, незаменлив е личниот контакт. На секој човек му треба... Face to face. Face to face. Така, на секој човек му треба убав збор. На секој дете треба да му кажеш како си. На секој треба да му дадеш кураж и охрабрување. Значи, внимание. Не може, да, во ред, има таму интересни цртани, има интересни, не знам, јутјубери и така натаму. Тие си остануваат. Океј, да, тоа не бега. Ама прегратката незаменлива е. Незаменлива е. Онаа топлина, значи, која што има мајката, која што има таткото. Тоа е таа папочна врска со родителите. Ние мораме тоа сега да го продолжиме. Ние штафетата треба да ја предадеме. Така. Која што ни била дадена на нас. Да. И треба тоа го правиме. Значи, не треба... Друга имаме исто и преку образованието. Например, преку образованието, рековте, да, образованието треба да не образува. Презема од нас. Но има и воспитна улога. Малце воспитната улога треба уште повеќе да нагласиме. Ние, например, сега во делот на образованието ги подготвуваме младите само за професионален живот, што во ред треба ги подготвиме за работа, за најнови случувања, најнови техники, технологии, да бидат добри, успешни и се останато. Но тоа е само еден дел од животот. 24 часа е денот. 8 часа е спиење, тоа не може да го смениме, 8 часа е работа. Но има уште други 8 часа. Во тие 8 часа, кои што се условно кажано слободно време, главниот или еден од главните столови треба да биде семејство. Значи, ние треба да ги усмериме новите генерации на семејство, на семејно живење. Не на било што да му наметнеме, но да не дозволиме, значи, во време на овие гигабајти, терабајти, мегабајти и сето останато, да се атомизираме себе си и на крајот на криштата да појдеме како луѓе и човештво до месечината, да ги откриеме тајните на атомот, но да не бидеме во состојба да го наполниме едно обично човечко срце со среќа. Да. Ај сега една ведрина да внесиме. Ја знам твојата љубов кон фудбалот. Да. Ама ти и вака велиш. Дома имам фудбалери, балетанка. Да. Еве зошто те потсетувам за ова. Да, помладите. Значи, треба да ги насочиме нашите деца правилно. Да не дозволиме улицата да ги воспитува.
Ја знам и твојата врска одамна со комитите. На камени мост една слика ми е врежена. Тогаш беше со долга коса, со репчето и така натаму. Се надевам уште гај симпатии кон фудбалот и кон навивањето. Иначе едно ти кажам, ја потекнувам од Кочани. Првиот и најголем водач, ти не си бил роден уште, на комитите е од Кочани. Се сеќаваш ли на Перо Апостолов Тратот? Скопјанец, живееше долго години во Скопје, ама потекнува од Кочани. Значи, Перето беше прва лига и кога се создава... Но тој е постар доста од мене. Да, не, ти си друга генерација, друга генерација. А ти си времето кога доаѓа Жути и останатите. И тој они се негови ученици, ученици. Па, ајде те молам, спорт, еве на што алудирам. Во здраво тело, здрав дух. Гледам дека многу добро ги воспитуваш децата, а реков пример, денеска имам пример човек како треба млади личности да се воспитуваат и образуваат, па те молам кажи ми како го пренесуваш тоа? Како го пренесуваш тоа на децата? За да делува воспитно. Од дете го сакам фудбалот. И таа љубов кон фудбалот татко ми има пренесено, значи тој ги знаеше сите можни состави на Бразил 1970 со Пеле, Аргентина со Марио Кемпес 78, Југославија, не знам, во Чиле 1962, Вардар кој го освоил купот, сите можни состави. Значи една пасија кон фудбалот која што и јас ја наследив со собирање сликици, со тренирање фудбал во Вардар. На Маракана голема значи мене беше тренер Шулинчевски, Спасовски беше на постарите. Сега јас во школа во мојот клас бев најдобар за фудбал, играв центарфор, така, но мојот снук е центарфор. Ама не, кога ќе отидеш ке Вардар, кога има 100 души подобри од тебе, тогаш бев резерва за бек. И затоа што имаше дечки кои што беа, како да кажам, онако не, тие беа во пета брзина, беа 3 копија пред мене. Но убаво е, ето сум тренирал фудбал, после тоа сум тренирал ватерполо, значи мислам дека е добро да младите тренираат било каков спорт. Македонија има многу добри тренери. Значи во сите можни области. И не велам дека сега, не знам, нашите деца ќе играат во Бајер Минхен, во Реал Мадрид или во Манчестер Юнајтед. Ама и почна играат. Има и некој, да. Но сакам да кажам дека таму треба да создадат Пандев за голови, Петерски за песна, Ѓорчев за избори. Немој да бегаш од тоа. Секој во својата специјалност. Ама, значи сакам да кажам дека во било кој спорт, не само фудбал, исто мислам и за кошарка, за карате, за трчање, атлетика, било кој спорт ако пропуштам. Таму децава ќе научат да не се откажуваат, ќе си го развијат телото, духот, како да поднесат пораз, што е многу важно. Во животот психолошки, затоа што животот ќе те удри, не само спортски. Ќе добиеш секакви удари во животот. Ја преживеав, израснав од моите порази. Значи, спортот ќе те научи едноставно да имаш цврстина. И физичка, и карактерно, и психолошки, и секако поинаку. Така што препорачувам на сите родители, што е можно повеќе деца во тоа спорт. Не е важно што еднаш кажам, не треба тие да играат во NBA. Да, дај Боже да имаме, нели, така. Но едноставно да застанат на нозе. Така што, ете се, драго ми е, мило ми е што отвараме сега игралишта, се играат спортски сали, но треба ги... сте мајстори. Да, но треба ги наполниме со деца. Затоа што, сега, например, во наше време, нашите мајки требале да викаат од балкон да не приберат у 9, 10, 11 навечер. Се сеќавам. Така. Сега, ние треба да се убедуваме со деца да идат надвор. Значи, затоа што треба да им ограничиме телефон, затоа што не сакаме стално да бидат на игри и така натаму. Значи, како родители мораме да бидеме свесни дека на времето кога ние сме растеле, како дете, ако си бил во своја соба, си бил на најбезбедното место во универзумот. Ти си во своја соба, нешто читаш, нешто правиш, нешто гледаш, слушаш музика и така натаму. Но сега, со овие нови технологии, посебно со интернетот, детето може да биде во своја соба, но да биде изложено на најлошите и најголемите предатори на светот. Да. Значи сега може преку интернетот да дојде и добро
влијание, некое знаење, нешто во брзо време да видиме што се случува во светот и се останато, но истовремено, значи, може да дојде нешто најлошо. Значи, во таа чаша наше е да ставиме сок од портокал, а не да ставиме радиоактивно нешто кое што ќе ни ги оштети децата. Така што во тој дел ние треба да бидеме едноставно моторот во воспитувањето на нашите деца. Ајде не биде само физичкото воспитување. Да ги извадиме на прав пат. Ајде за музиката, ајде за балетот, гледам насочуваш така. Тоа е една друга област. Сме имале големи наши уметници во таа област. И не е лош пример да дадеш, како тоа успеваш ти. Па еве керка ми одеше на балет, па после рече на клавир, нема проблем, иди на клавир, иди другата керка на клавир, другата керка исто и се допадна од браќата, преземе и фудбал, па иди на фудбал, така што убаво е децава да имаат што е можно повеќе ангажмани. Дали тоа ќе биде драмска секција, дали тоа ќе биде свирење било кој инструмент, дали клавир, гитара, кларинет, било што. Значи, едноставно децата да си имаат што е можно повеќе содржини. Кога зборуваме за спортови, ја во мое време, мислам дека и вака и во вие сте нешто постарно од прилика, ние сме ама ние сме деца на 20-тиот век. Кај нас знаете како беше умало. Не знам, ки излезе Карате Кид филмот. Сите тренираме карате 2 месеци. Значи дали жолт појас, овие почетниве, значи сите изиграваме кати едно друго. Ке дојде светско првенство во кошарка, ќе ги гледаме Дражан Петрович, ќе ги гледаме Тони Кукоч, не знам, Жарко Паспалј останати, тогаш Майкл Џордан или Меджик Џонсон. Тогаш тренираме сите кошарка. Ќе дојде светско првенство фудбал. Сите тренираме фудбал. А не се случи 4-то место во кошарка? Да, така е. И сега треба да развиваме кошарката многу повеќе. Многу повеќе треба да развиваме. Треба се да развиваме. Значи, истовремено, ово сега му кажам, ние треба да се насочиме и кон врвен спорт, да имаме големи успеси, но треба да се насочиме и кон масовен спорт. Значи, едноставно, тоа е добро за луѓето и добро е за младите. Од маратони, атлетика, сме имале успеси. Да. Владче, ај вака сега ќе оскренеме малку Муаметот на уште нешто полично, може би нема да се допадне, ама ќе мора да ми кажеш која ти е формулата. Јавноста не знае баш многу добро дека јас сум 30 на години едукатор, тренер и обучувач на млади лидери, таму некаде од 96-97 година. Од минатиот век. И морам да ти кажам, врв е за мене кога ќе учествувам во создавање на некој лидер кој има и говорни, ја делам, едно е говорништво, друго е риторика, ама сега немаме време за теоретски расправи, кој ќе видам лидер кој знае што е говорништво, што е риторика и го применува во својата област. Ти си еден од многу малкуте, ретките кои се бројат на прсти, кој во секоја ситуација знаеш да се снајдеш, да одржиш и добар говор, наменски, а и реторички да влијаеш на тие околу тебе, кога ги изнесуваш ставовите лични и партиски, политиките, мерките, проектите и така натаму. Има една двојба. Јас застапувам теоријата дека говорник и ретор се станува со вежбање. Мојот покоен пријател Чашуле, голем пријател ми беше, Слободан Чашуле, они се 3 генерации, неле? Он тврди дека ретор, говорник се раѓа, он имаше такви способности, еден од најголемите ретори беше он во политиката, и останува и тој во право, и јас сум во право. Те молам твојот случај, ја еве те сместувам меѓу 5 најдобри ретори и говорници и во политиката и вон политиката во Македонија. Како го постигнуваш тоа 30 години? Те памтам од детиште. Прв пат те видов 97-ма, на прекретната 98-ма, прв пат во штаб во ВМРО те видов, работев алтернатива ВМРО, а 2000 години ќе кажам нешто што не знаеш. Ама прво да те чујам. Прво да те чујам. 2000 година те запознав кој си. Ајде да те чујам како ти тоа го доживуваш. Неколку компоненти се. И те молам, немој скромен да бидеш. Кажи Прво, фала многу на комплиментите. Бидејќи треба да создаваме нови лидери. Неколку работи се. Прво, треба да го мислиш тоа што го зборуваш. Треба да се убеден во тоа. И второ, треба да имаш
требаш да имаш став, и второ, требаш да имаш емоција кон тоа. Човек без емоции... Емоцијата е најбитна. Емоција треба да имаш. И едноставно, како да кажам, да доаѓа од тебе. Да го живееш тоа, да го мислиш тоа, да си биде важно. И тогаш зборовите доаѓаат сами. Истовремено, треба не добра подготовка, не знам, во зборење или било што, не знам, сега ќе збореме на огледало или било што, или драмска секција, не, туку треба да имаш многу информации. Требаш многу знаење. Да. Затоа што... Ајде да дадеме уште нешто друго, и искуство? Во ред, искуство, и тоа се доаѓа, но никогаш не знаеш која информација од кој файл ќе ти влезе, каде ќе излезе. Значи, јас таму некаде од трето оделение, отприлика, вести гледам многу рано, срам е да кажам, од 6-7 години. Значи, татко ми гледал вести, јас сум гледал вести. И гледаш што се случува во светот, како и така натаму постоја ги пратиш работите. Например, кога моите ќе ми дале некој джепарлак, Владко, купи си кифла, купи си сендвич или било што во школа, ја дома ќе сум се наедел или ќе сум си исечал леп, ќе си го ставам во крпа некоја или во салфетка, ќе си го однесам од дома, со тие пари ќе купам вестник. Немој. Значи... Ако денес во кисела вода во Меджик дојдеш ќе видиш дека јас сум со отворен вестник, 3 ги читам македонски и 2 српски, нека мисли кој што сака. И сите ме гледат, половина ми се смеат, а половина ми се диват. Значи, и го читам вестниците. И го читам вестникот, значи зборам кога сум имал 11, 12, 13 години, го читам вестникот од почеток до крај. Сега, било што ќе ми падне под рака за читање, не знам, вестник или било каде, исто, земеш, читаш и така натаму, затоа што тоа е една глад за информација, желба за информација, да видам што се случува. Да, и така што мислам дека е таа компонента, значи, едно, да си убеден во тоа што го зборуваш, второ, да имаш емоција, не знам како да кажам, за Македонија невозможно е човек да немаш емоција. Тоа е емоција, тоа е љубов, тоа е драйв, тоа е тие сме. И трето, треба да имаш доста информација. Сега добро, може има тука малци и дарба. Може има, значи има тука малци искуство, километража и сето останато, малци да ти помине тремата, како да кажам, да се научиш со микрофонот и сето останато, но мислам дека ова се темелите оние кои што кажа пред малца. Искуствено. Да. Историската тројка, ти си легенда. Ама ја не сум ви бил во партијата, не знам како дошло, ти си познат и по шеската. Може би кога, не сум сигурен, кога не сакале да се нафатат или било што, ја те памтам и носител на листа и во шеската. Во шеската многу не ја знам состојбава, иако кога одам да обучувам таму, знам дека им е многу тешко за разлика од нас на истокот. Ама, ајде за историската тројка да кажеме нешто, ти не си свесен дека во 10 града сум те следел и во 10 села, ти не си бил свесен за тоа, бидејќи јас сум човекот на изборните кампањи, и ти такви инспиративни говори држеше, што луѓето така сега, на некој може нема да му се бендица, така на времето го слушале Васил Тупурковски, Љупчо Георгиевски, подоцна Никола Грујски, а еве сега гледам, се враќа тоа време со професорот Христијан Мицковски, тоа се говори кои луѓето слушаат и не трепкат. Ај кажи ми како го постигнуваше во нашиот исток. Ти си дете на метрополата, ама беше легенда и се уште си легенда на исток. Па не, дедо ми од тој крај, дедо ми од Источна Македонија, од Свети Николско. Да, така е. Од Овчеполијата. Рамничарскиот. Да, не, горе, не, на Кај Ридот, на Кај Ѓуришки манастир, горе, да. Тоа беа прекрасни кампањи, значи не може човек да ја помине Македонија уздуш и попреко, а да не се влюби во неа. А кога ќе се влюбиш, тогаш си инспириран. А кога си инспириран, тогаш доаѓа најубавото од тебе. Тогаш ги кажуваш најубавите работи, тогаш ги кажуваш своите чувства. Тогаш и публиката го гледа тоа. Требаш да ги сакаш луѓето и ја на вистина ги сакам луѓето низ цела Македонија. Право човек. Вие христијанската етика ја употребувате многу добро. Мислам, вие кога велам партијата и поединци, и
Браво. Јас сум Така што аналитичен, така што да, посматрам од страна. мене ми е драго што и сега, но и во тие времиња третата изборна единица стана еден од ребетите, секој дел од Македонија важен, нема дилема. Но така ете ја затоа што поминав неколку кампањи таму, носител на листа бев, разбив посебен однос со народот и со луѓето таму и таа трета ударна изборна единица на ВМРО ДПМН стана еден од столбовите на Македонија. Затоа што кога ВМРО ДПМН или кога ВМРО е силна е Македонија. Кога му е тешко на ВМРО. Повтори го ше еден. Да. Кога ВМРО е силна е Македонија, а кога ВМРО пати, кога нема и лесно на ВМРО, видовме изминативе 7-8 години. Било и да не се повтори. Македонија губи и се тенчи. Така што таа е равенката. Да се вратам значи на тие кампањи, тоа беа уште еднаш кажам прекрасни кампањи. Велес, Штип, Малешевијата, Делчево, Македонска каменица, Крива Паланка, па помаливи општини, Чешиново, Блешево, Зрновци, Лозово, Чашка. Оризарите како ги убедувавме, се памтам. Значи понатаму овие Скопскиот дел од трета изборна единица Илинден, Петровец, Зеленикова, а исто така бев и носител во шеста изборна единица 2016 година, тоа беше на потегот Тетово Гостивар Дебар. Интересно е 2016 година, шеста изборна единица беше единствена изборна единица која што немаше пад на број на гласови во однос на победоносната 2014, туку зголемивме од 24 на 25.000 гласови отидовме. Понатаму единствена изборна единица бевме кој што немаше пад на број на пратеници. 2014 во добри времиња или како да кажам во успешна кампања имавме 4 пратеници, 2016 извадивме 4 пратеници. И тогаш беше ударот врз нас да ни оспорат победата, затоа беа и оние повторени избори во Теарце, нели затоа што беше тесно. Ама тогаш ние го задржавме со односот 51-49. И во тие ужасно тешки услови и за ВМРО и за Македонија, не му дозволивме на Зоран Заев да победи. Така што сите оние работи кои што Заев и ги правеше на Македонија после тоа, тие не беа верификувани, парафирани и легитимирани од граѓаните на Македонија. Значи така што таа победа 57-49, која што се коваше секаде на Македонија, но која што се прекрши таму нели во Терце, каде што го задржавме тој сооднос 57-49. Цивилистите ви доваѓа во историски да ја земат. Во еден ден кога ќе се пишува историјата, ќе остане запишано дека немал легитимитет и не бевме победени. Не бевме победени избори, бевме после тоа победени со византиски политики, со байпас коалиции, со омнибус и сето останато, да го парафразирам Зарев кој што рече шуто и рогато, нели тогаш тој така кажа, но со целата своја антикампања тој не ги победи Македонија, не го победи македонскиот народ и не ги победи граѓаните на Македонија. Ги прелажа он тогаш албанците, ама го прочита. Сите ги прелажа, сите ги прелажа. На ова. Да. Пред некој ден, тогаш се уште немав идеја да те канам во емисијата, ме прашува еден близок мој од Кисела вода, кај што си седиме пензионерите, како она момче, уште момчете вика Ѓорчев прв ги добива резултатите. Па еве ти одговори како. Ти ги имаш сите врски до сите изборни одбори, си ја орал Македонија под наводници десетина пати и затоа ти и на ливче ти пишуваат, ти сликаат и ти испраќаат и прв ги даваш резултатите. И ја реков, тогаш ја добив идејата, те поканам и викам, чекај, Владче без да знае како ќе го наведеме да ги каже работите. Ете го човекот, ете хомо. Евлија Челебија, значи тоа е тоа. Македонија помината уздуж и попреко, Скопје се рековме трета, шеста изборница. Пета изборна единица сум ја поминал, Битола, Охрид. Ма кажи ми кај не си поминал. Цела, така што кај не си поминал. Македонија може да кажат, може е мала, ама тешко се доодува. Значи и убава е Македонија, инспиративна е, прекрасна е и така, и тоа што луѓе сакаат да ти кажат, победивме ваму, објави таму, и убави беа, добри беа резултатите, убава беше атмосферата. Денови време ми замерат нешто во Курир, објавувам нешто на мојот Facebook, пишувам за поразените, ама ја пишувам за да ги освестам
да не гледат со розови очила, за да се поправат, а тоа е опозицијата, и ми кажа, доста бе пишуваше за... Од утре почнувам за победници да пишувам, па тек тогаш не знам што све ќе ми напишат. Владче, иако кај нас, секи ти простат, ама успехот нема да ти го простат. Ја со оваа емисија со тебе сакам да го разбијам тоа и затоа сакам да дадам една позитивна парадигма, 30 години која се развивала. Секи ти соопштам прво нешто, а после ќе те прашам дека тоа не е само од мене, јас што сум го видел пред 30 години, после X години некој друг го препознал. Ти без да знаеш, 2000 година, прв пат те лично запознавам, во жолтата куќа заседаваме ние заедничкиот штаб координативен на ВМРО ДПМН и Алтернатива, и јас и Воје Стојановски од Алтернатива, Ѓорче Постариот и Денисот од Берово, оно што беше во Агенција за приватизација за ВМРО, ги делиме општините кој каде ќе кандидираме, она. Ѓорчев ни вика едно време, мораме пауза да направиме, младиот Ѓорчев со неговата екипа доаѓа, треба нешто да изреферира, да каже и така натаму, окей. Ние мислевме ќе отиде во друга просторија, ти дојде со твојата екипа, сега да не кажам што све изнакажа, што све да се направи, ти првиот круг очекувавме дека ќе биде тешко и така испадна, во вториот круг да не речам целосна победа, и ја те ислушав, герила, акции, маркетинг, студенти, навивачи, улични кампањи, од куќа до куќа. А ти колку години си имал 2000 година, кажеме? 22. 22. Ја ислушав, отчутав, запнавме околу едни 3 општини, Ѓорчев не ни ги дава како помала партија, ние ги бараме, и ја вака му викам, Ѓорчев, вај се откажуваме од тие 3 општини, да ни го Владче на година дена. А не вика, ќе си барате ваш Владко. Добро, еве, јас сум во право, не сум во право, сум видел нешто. Владко, сега ќе видам многу сериозен. Се случува 27 април срамниот, ама срамниот за онаа страна што го направија, а за нас патриотскиот, оние кои така мислиме, уставобранители, наши патриоти кои се уште се во затвор, ти доназаш една многу тешка одлука. Човечки, хумано да постапуваш, политичкиот противник да го заштитиш, од оние кои ја минаа границата не беа многу, ама беа доволно да направат хаос кај за собранието, и си ги заштитуваш политичките противници онолку колку стигна, а потоа испадна дека добро многу стигна. Јас тогаш запишав еден исказ, сега ќе те подсетам на Локвенец. Се сеќаваш од Прилеп, тој ти беше противник политички. А од никој присилен да дадеш ти признание на политички противник, а таму во СДСМ, ако некого не сака да не речам нешто на буквата М, мразат, тоа е ВМРО ДПМН и припадниците на ВМРО ДПМН, а ти си бил секој пат ударна тупаница. Му благодариме на Владко Ѓорчев, кој постапи како човек, многу хумано, и сега пази вика. Не заштитуваше и бранеше, ама од насилниците, не од сите, како своите деца се грижеше за нас. Па ја почнавме емисијата со своите деца, од прилика ја завршиме. Види, Владко, ти кажам. Ти можеш сега, ќе бидеш и скромен. Можеш нема многу да ми кажеш како се чувствува, ако се го доживел тоа. И не сакам да ти, што се вели, да ти брцкам во рани, во лузни. Такво признание од најлютиот политички противник да добиеш, тоа е највисокото признание во животот што еден политичар, што еден општественик може да го добие. Покрај сите други признанија, гледам, доста те наградуваат за оваа акција, за она, не ти недостасува тебе признанија. Те мола, ова за Локвенец посебно го истакнуваме од кои причини. Дај бе еднаш фер политички надпревар да имаме, да немаме закрвавени ВМРО ДПМН, СДСМ, затоа што ни треба да сработуваат тие партии. Те враќам во тој ден кој не ни е баш у најдобро сеќавање, ама поводот е многу добар. Што ќе кажеш ти на ова? Тоа беше многу тежок ден за Македонија, за сите. Значи, и за оној ВМРО-вски дел и ВМРО-вска компонента, и за оној СДСМ-овски дел. Граѓанскиот? За граѓанскиот. И ја бе во собранието. За сите. За сите беше тоа еден тежок ден. Подобро да не се случеше. Мислам дека на тој ден сите загубивме. Но една среќа во несреќа е
што на тој ден, иако имаше доста повредени, значи, и луѓе кои што беа внатре во собранието и надвор, од условно кажано, двете страни или трите или се едно, колку и да се, на крајот на криштата тие се луѓе имаше доста повредени. Среќа во несреќа е што немаше загинати, немаше погреби. Да. И мене ми е страв дека ако било кој загинеше, ако имавме погреб, травма ќе беше голема. Не само травма, огромна травма. Значи мислам дека нема полоша работа мајка да си го стави дете во 2 метра земја. Ако имаше загинати, можеби ќе влеземе во една спирала на насилство и одмазди, кои што можеби ќе резултираа со тоа да има и многу повеќе погреби. Да. И ако јас со моите постапки тогаш сум придонел да било која мајка не си го стави детето или својот син или ќерка се едно во земја, тогаш во ред нека ми се лути мене било кој. И има уште од политичка гледна точка, на пример, се не знам, хипотетички, никогаш нема да знаеме, да не се случеше тоа што се случи тогаш, можеби владата на Зоран Заев ке траеше 3 месеци, 6 месеци или година. Тие после тоа го употребија за една жестока репресија, за еден прогон, за едни свирепи казни. Јас кога сведочев, нели имаше судски процес тоа, кога имаше судски процес, тогаш Русковска беше десно од мене, таа беше обвинител, судија беше Кацарска. И ја кажа вистината тогаш, сето она што го кажав, и велам, сакам ве молам уште една работа, да кажам, да, вика, повелете. Викам, Господјо, ве молам, викам, како што тогаш замолив таа вечер, да нема насилство и да не ги тепаат луѓето. И како што ги заштитив, како луѓе кои што тогаш беа нападнати, викам, на ист начин, ве молам и вас, и обвинителството, и вас како судија, да не бидете свирепи кон овие луѓе, да не бидете драконски спрема овие луѓе, затоа што и овие луѓе кои што се обвинети, кои што со месеци и години се во затвори, и нив дома ги чека и мајка, и татко, и сопруга и нивни деца. За жал, тие постапија поинако. Како значи, зборел на неколку точки. Но чувствував потреба тоа да го кажам, затоа што мислам дека ние во оваа наша мала Македонија, каде што делиме исти улици, исти булевари, исти сокаци, каде што нашите деца идат по исти училишта, тренираат во исти клубови, каде што порано или подоцна ќе одиме по иста страна на улица, па ќе треба да си кажеме добар ден. Мислам дека ние треба да бидеме политички соперници, но не непријатели. Значи, да се надпераруваме, да си кажеме, некогаш политиката малце да биде, нели, и пожустра во ред, но да не ја преминеме црвената линија на конфронтација. Па види, Лаче, тука ме потсеќаш на есејот на почитуваниот Христијан Мицковски, кој ја почна кампањата, кога кажа улицата, малото, училиштето, градинката, нашиот дом. Сите сме едно во тоа и така натаму да не зборувам. Судбина што делиме, Македонија. И, значи, сепак во пракса вие тоа го направите и затоа се такви резултатите какви што се. А се трудев вечно да зборам се изборите, да бидам искрен. Али тука некаде ќе го најдеме, ќе се обидеме да го направиме крајот на оваа емисија. Јас само најавувам дека од утре почнува моја и не само моја кампања за слобода и правда на нашите браќа во Занданите. А Влаче, тебе што да ти кажам? Намерно го направив ова, кај нас не сакат примери позитивни, Влаче. А кај нас секи ти простат успехот, нема да го простат, ама нека ми простат тие, Влаче. 30 години си во политиката, 30 години е големо искуство, на почетокот кажав све, не сакам да се повторувам, јас тебе ти посакувам уште 30 најмалку години во политиката и да служиш како пример на младите дечки кои сакат да се бават
и со политичка работа, и со обштествена која е малку поширока, тоа е граѓански активизам, да видат дека имаме ние позитивни примери, десетици, во кои си ти еден од најтипичните. Пред да ти се заблагодарам за учеството и пред да ти дадам завршен збор да даеш порака, бидејќи целата оваа емисија е порака со тебе, морам да ти кажам дека 2-3 емисии заборавам да дадам поклони на нашите учесници, овој пат си ветив дека нема да го направам тоа. Значи, вселена на брендови, едно поучно книжуле ти дадам и толковник брендинг, advertising, public relation. Тебе знам, ти се абсолвирани овие работи, ама да видиш чичко сотир што се бави. Тоа е еден мал дел од моите 7-8 книги за брендинг, па со кеф ти ги давам, има посвета на истите. Те молам, доколку чувствуваш потреба, обрати се на нашите браќи и сестри македонци, кажи им нешто што велиш ти од душа, срце и со емоција и да завршиме емисијата. Тешко ти давам за тоа. Добар волеј. Ама лесна. Добар волеј, кај да шутнам, кај да се ваму. Вака, да, изработивме добра кампања, навистина добро беше, сега треба да испорачаме. Треба да бидеме умерени во победата, никако не треба да имаме некоја нааканост, некоја возгордеаност и мислам дека во тој дел премиерот Мицкоски е прилично одмерен, умерен со вистински пораки. Сега и ќе имаме период каде што нема да имаме избори и тоа е можност да се направат што е можно повеќе проекти, но за тоа ќе ги дискутираме повеќе, ќе го презентираме на дневна основа. Нема да направиме чуда, значи нема да кажеме видете сега Македонија сега за година, 2 или 3 ќе биде Данска. Тешко, но ќе одиме напред и ќе застанеме на нозе. Македонија мора да застане на нозе и тоа го правиме. Во делот на километражата. Мислам дека ситуацијата во која што се наоѓаме како народ и како држава и предизвиците со кои што се соочуваме бараат да важните утакмици од кои што животот ни зависи ги играме со најдобрите играчи и со играчи кои што имаат многу искуство. Ако ви треба доктор, барете доктор кој што 20-30 години си ја знае работата. Ако ви треба сервис за кола, за телевизор, за било што, за компјутер, ви треба човек кој што 20 години ги знае сите тие работи. За било која работа барате човек кој што си ја знае таа работа. Така што ние сме држава која што нема некоја многу голема клупа, условно кажано. Ние имаме ограничени ресурси и тоа не се прави преку ноќ. Значи, времињата во кои што живееме на светско ниво, на европско ниво и на балканско ниво, бараат од нас да бидеме супер сериозни, да ја пратиме играта на повеќе табли, треба да играме симултанка на повеќе табли, но секоја, условно кажано, шаковска партија да имаме во глава каде сме на која табла. Така што, тоа е тоа. Историјата никогаш не запира, борбата за Македонија никогаш не запира, ние се бориме за своите правдини. Не е лесно, ама нема откажување. Така што со позитивно одиме напред, не се даваме, да си ја сакаме Македонија, да си ги сакаме своите семејства, да ги почитуваме сите мајки, татковци, деца, внуци, потомци, баби и дедовци, да едноставно ги живееме тие вредности во нашите животи. Ете, тоа е тоа. Поздрав до сите оние кои што не гледаат, во сите катчиња, домови, станови, куќи и секаде каде што чука срцето на Македонија. Владче, од се срце ти благодарам. А за вас, драги гледачи, само пред да се одивам едно ќе кажам. Вечерва го сменив стилот на водење на емисија, бев не премногу, него сосема доволно личен да истакнам една позитивна парадигма која мораме да ја умноживаме во Македонија. Мораме постигнатото и резултатите да ги признаваме, а не да завидуваме и
да сме љубоморни. Мораме да сватиме дека само така напред ќе одиме и кога тоа ќе го сватиме, ќе ми биде многу полесно. Ова беше 10-та емисија подкаст Радар. Довидување и ви благодарам за вниманието до следната наша емисија.